Колега, искрено мислев, до сега барем тоа го покажавте, дека се грижите за граѓаните, ама само одговорница и само кога сте во опозиција. Кога сте на власт, местете избори, ограбувате, крадете, лажете, се најлошо што може направивте. Пустош направивте 11 години во државата. Ниту еден проблем не решивте. Ама на телевизија вестите беа одлични. Се беше позитивно. Сликани со лопата на најмали проекти се отвараат, се е одлично, а во позадина слушнавме во бомбите што се не се изнаправило. Тоа го правевте додека бевте на власт. Очекувавме додека сте во опозиција дека нешто ќе направите. Ништо не направивте. Освен што блокиравте и тоа клучни закони. Блокиравте, манипулиравте и лажевте. Лажевте и манипулиравте со закони кои што беа во ковид пандемија. Знаете ли што правевте со другите важни закони? Закони од образование. Знаете ли дека изманипулиравте и изнаправивте и паника и во делот ќе имало бугаризација, ќе имало асимилација, ќе имало рестрикции на струја, ќе немало храна. Се изналажавте овие години, бре колеги. Мислите ли дека некој ви верува? И што направивте последно сега? Дадовте предлози за технички министри кои што не знаат што зборуваат. На емисија кажуваат дека ќе важат патните исправи, а потоа кажуваат и даваат соопштенија во недела во кои што кажуваат дека не важат. Знаат ли вашите министри што е официјална изјава и што треба да кажат? Или намерно креирате паника меѓу граѓаните? Граѓаните треба да бидат спокојни, заради тоа што ние сме тие кои што денес со предлог закон ќе го решиме овој проблем. Не треба да се грижат, затоа што некој има овде што сноси одговорност. Креаторите на проблемите се ВМРО ДПМНЕ. Ние сме тие што сносиме секогаш одговорност и кои што ги решаваме проблемите кои што вие ги креирате. И тоа го знаат добро граѓаните. Ги знаат сите лаги и манипулации што ги изнакажавте и ги изнаправивте изминатите години. Така не се води грижа за народот. Со лажење, со ограбување и со крадење што го изнаправивте претходно. Ако сте искрени и честни, и ако имате честни намери, нема ваква паника и хистерија да создавате. Вие создававте во ковид пандемија, па камоли сега, кога голем дел од работите се регулирани. Знаат луѓето кој се грижи за нив и тоа ќе го препознаат. И ќе го видиме на изборите на 8 мај, кога ќе видите вие што значи искрена доверба кон оној што се грижи за граѓаните, а не на вашите лаги и манипулации. Благодарам.